Ви мафтам јас, ви мафтаат супер звездичките. Здраво, драги гледачи, и добре дојдовте во новата авантура на Супер звезда. Многу бакнежи за сите оние кои што не гледаат денеска, бакнежи за нашите родители, за нашите братчиња и сестричиња и бакнежи за целата македонска јавност која денеска ќе биде сведок на една невидена емисија досега. Прво да ги прашам дечињата, дечки, како сте? Добро! Дали сте весели и расположени? Дали сте спремни да одиме во нова авантура? Да! А дали денеска ќе им покажеме на гледачите нешто што никогаш го немаат видено досега? Ете, слушнавте, драги гледачи, дека денеска ќе имате ексклузивна можност и шанса да видите, значи, нешто што никогаш досега Супер звезда немала можност да го сними. Ова ќе биде ексклузивно. Прв пат, сега за сега ќе презентираме, значи, како работи една банка. Дали вие, дечки, знаете што се случува во банка? Најчесто во банка што има? Има пари. Друго има штедни книшки. Има едни тетки кои што работат на шалтер. Така, има банкомати. Има многу интересни работи и тоа не само за возрастните. Од скоро време банките станаа едноставно многу интересни за дечињата, бидејќи имаат некои специјални понуди кои што се наменети за нив. Останете со нас во следните 60 на минути, ќе имате шанса да видите вистински како работи една банка. Ќе имаме шанса да дзирнеме во секој ќоше и да ги откриеме тајните на оваа банка која денеска ќе одиме да ја посетиме, а тоа е која банка? Тетека банка! Не слушнав, која банка? Значи, како што вели рекламата, една по една парички си редам, Тетека банка, ете каде штедам. Ете каде ќе бидеме гости ние денеска со Супер звездичките, а вие, драги гледачи, доаѓате со нас. 3-4, влегуваме внатре. Ајде, дечки. Како што кажавме во најавата, денеска Супер звездичките заедно со мене сме сите гости во Тетека банка. Невиден амбиент и расположение владе овде, така ли е, дечки? Да! И веднаш уште во старт на оваа емисија ќе мафнеме на сите оние кои што денеска не гледаат и ќе им порачаме во следните 60 минути да останат со нас, бидејќи ќе имаме емисија каква што немале шанса нашите драги гледачи да гледаат досега. Како се чувствувате вие тука? Супер! Дали се чувствувате топло исто како и дома? Да! Знаете зошто е тоа така? Не. Бидејќи денеска сме гости во Тетека банка, драги гледачи. Аплауз за Тетека банка. А тука и нашиот прв соговорник, Златица, која што ќе ни биде домаќин во оваа емисија. Здраво, живо и добре дојде во Супер звезда. Здраво, здраво, добре ни дојдовте во Тетека банка. Се надам дека супер ќе се забавуваме во следните 60 минути. Ето така, ние сме сите спремни и расположени да дзирнеме и да откриеме по некоја од тајните на вашата банка. Има ли тајни Тетека банка? Па има по некоја. Денеска ќе бидеме заедно со вас овде кај гости и ќе дзирнеме, значи, во секоја ќоша на она што се вика Тетека банка. Иако можеби за дечињата звучи чудно што е тоа банка и зошто постои банка, денеска ќе ги демистифицираме сите тие работи, ќе видиме дека банка во суштина е едно многу интересно и убаво место, така ли? Така е, да. Има ли во банките денеска место и за дечињата? Имаат ли они нешто што е интересно за децата? Да, секако. Значи, ние промовираме нешто интересно за децата, меѓутоа, тоа мислам дека ќе го кажеме малку подоцна, да ги изненадиме малите гости. Кажи, супер. Вие, дечки, дали се чувствувате окей овде? Да. Имате ли сите подготвено прашање овдека? Да. Сакате да почнеме да испрашуваме, значи, да, Златка, еден по еден овде да поставуваме прашања? Да. Кој ќе го постави првото прашање, ајде да видам овдека? Ајде, оваа женска овде што ми е најблиску, Марија. Прашање што се прави у банка. Еве, Марија сака да праша, значи, што се прави во банка? Зошто постои банка? Пред се, што се прави во банка, Златка? Во банка може да направите многу работи. Може да подигнете пари, да уплатите пари, да платите некоја сметка за струја, за вода, значи од домашните сметки. Убаво ли е да се работи во банка? Еве, вие сте еден од оние службеници кои што работат во банка. Убаво ли е тоа чувство да се биде дел од еден ваков тим и ваква екипа? Па, јас мислам дека е супер да се работи во банка, пошто секојдневно имате контакти со многу луѓе, им ги слушате и убавите, и работи, и проблемите, ги решавате со нив заедно, секогаш сте тука да им пружите поддршка, така да.
И сепак е интересно да се работи тука. А и ние сме денес овде, драги гледачи, за тоа да го констатираме на лице место. Одиме сега со следното прашање, кој ќе постави прашање. Оваа девојка овде што највисоко крена 2 прста. Како се вика, Злато? Ема. Ај си бемче, ајде здраво живо. Кој е твоето прашање, Кукло? Моето прашање е колку години постои тетека банка? Какво убаво прашање. Златка, колку години постои вашата банка? Почетоците на постојањето на ТТК банка се уште од 61 година. Меѓутоа, тогаш нивните баби и дедовци ја знаеле под друго име. ТТК банка постои од 2006 година под ова име, како настана како резултат на спојување од две банки, Тетекс кредитна банка Скопје и Тетовска банка АД Тетов. Од тие две банки се создаде оваа банка која што се вика ТТК банка. Одиме сега со следното прашање, видиме има ли некои прашање. Ајде да видиме оваа кукла. Фиона, повели, Злато, кој е твоето прашање? Кои се може да дојдат у банка? Убаво прашање. Така, дали е банка само за возрастни, или може и деца да дојдат, или може и баби и дедовци, кои се доаѓаат во банка, Златка? Банка може да дојдат сите. Корисници на банката може да бидат лица над 18 години, меѓутоа и децата може да бидат корисници на банката, на услугите кои што ги дава банката преку татковците, мајките, баби, дедовци, старатели или Иако дечињата немаат 18 години, оние нивните родители можат преку нивните родители или старатели може да бидат корисници на сите наши услуги што ги нуди ТТК банка. Што прават најчесто родителите со тоа што тие се корисници овде кога? Што родителите на пример најчесто прават во банка кога ќе дојдат? Најчесто плаќаат сметки, уплатуваат пари, подигаат кредити и останати услуги, меѓутоа овие се така користени. Магаат ли банките и им прават ли на клиентите животот да им биде поубав? Да. Кога некој помака, на пример? Ние му помагаме, затоа сме ние тука. Да дојде, ние кажува маката и ние наоѓаме солуција, односно решение за поддршка на неговите проблеми. Браво, аплауз еден голем за ТТК банка. Местото на кое што се решаваат многу проблеми. Одиме сега со прашања. Дали имате прашања вие дечки овде? Да. Ајде да видам кој има спремно прашање да крене 2 прста. Оваа женска овде. Здраво, јас сум Клементина Драјковска. Дали оваа банка работи со други банки? Колку прашање, браво Клементина. Златка, дали вашата банка соработува и со други банки или секоја банка, например, си работи вака посебно? Не, нашата банка соработува и има одлична соработка со сите други банки, како тука во нашава република, така и со странските банки надвор од Република Македонија. Комуникацијата нели остваруваме нормално преку интернет, преку телефон, значи така да немаме никаков проблем. Благодарам на прекрасниот одговор. Одиме понатака, дечки. Кој има сега прашање да видам друг? Оваа убава изгодна девојка, повели Кукло, кое е твоето прашање? Кај се чуваат вредните работи? Какво прекрасно прашање. И мене ова прашање ми падна на памет преска. Значи, банка како банка се чуваат пари, но се чуваат, предпоставам, и други вредни работи. Дали овде кај вас може да се чува накид, алка, ланче, прстен или нешто слично? Да. Банката е најсигурно место кај што може да се чуваат вредните работи. Луѓето може да дојдат во банката да изнајмат сеф. Тоа е една сигурна кутија која што се отвара со 2 клуча. Едниот клуч го имаат, значи, странките, корисникот на сефот, а другиот клуч го има банката и не би можела да се отвори само со еден, односно без присуство на двата клуча, затоа и имаме дупла безбедност. Чување на тие вредни работи. И најчесто што чуваат граѓаните кога доаѓаат кај вас да изнајмат сеф? Па не смееме да знаеме содржината на не. Значи тоа е тајна. Тоа е тајна. Значи тоа е тајна која што не може да се открие. Така, доколку тие не сакаат да кажат. Да, се разбира. Тоа ќе треба нив да ги прашаме. Така, благодарам, супер. А следно прашање ќе постави кој сега да видиме? Ајде. Оваа девојка овде, драги гледачи, да ја видиме. Во црвена блуза која се вика како? Кај се чуваат парите? Кај се чуваат парите? Како се викаш ти, Злато? Ангел. Ангел, ова ти е супер прашање, леле, какви прашања имате вие? Драги гледачи, да видиме каде се чуваат парите. Златка, се чуваат ли овде пари? Се чуваат, во сите банки се чуваат пари. И тие ли се чуваат во сеф? Тие се чуваат во малце поголем сеф, што исто така се отвара со 2 клуча. Тој сеф се вика трезор и во трезорот се чуваат парите на банката. Се е овде со 2 клуча кај вас? Се е со 2 клуча. Собира ли многу пари трезор?
Зависи од трезорот, ама да, мора да се овери. А во трезорот кој може да влезе, на пример, вака, кој има пристап во трезорот? Може ли секој да влезе? Не, во трезорот може да влезат само властени лица од страна на управниот одбор на банката, кои што исто така поодделно ги чуваат по еден од клучевите и секој за себе, значи не смее да знае кој каде се чува, тоа е тајна. Значи не може некој да си дојде од надвор и да рече здраво, добар ден, имате сеф, да, може да влезам да го видам? Не може тоа. Значи под специјални услови дури и останатите вработени не знаат за тоа. Значи сефот нема пипкање, нема гледање, нема ништо? Не. Строго 2 клуча. Строго 2 клуча и строго 2 вработени само. 2 вработени заедно кои што може да влезат. Прекрасно ете видовте, значи какви све безбедносни мерки се преземаат овдека за да бидат заштитени парите во сефовите онака како што и доликува на една модерна банка. Да видиме, ајде да поставиме уште едно прашање, има ли некој уште едно прашање поставиме вака за крај, па потоа да направиме една кратка пауза. Оваа девојка, повели Злато, кое е твоето прашање? Здраво, јас сум Мајда, сакам да прашам кој работи во банката. Супер. Кои се работи кај вас во банката? Какви се работни места има? Колку луѓе работат овде, на пример, Златка? Може ли да ни кажете нешто повеќе за тоа? Да, банката брои повише од 240 луѓе. Работат во различни сектори, значи секој сектор си е задлажен за покрива одредена дејност. Работа со население, работа со фирми, соработка со други банки во различни делови од банката. Дали ТТК банка има само во Тетово или само во Скопје или има и во другите градови низ Македонија? Ние функционираме на територијата на цела Република Македонија, низ широка мрежа на филијали и експозитори кои што се распоредени значи низ сите градови. Ме интересира какви све работни места има во банката. Различни. Од директори до вработени, до референти, до одговорни лица, значи различни типови на професии. Директорите се на највисокото ниво? Да, на највисокото ниво. Ние имаме 2 најглавни директори и други директори кои што им помагаат на 2 најглавни директори, кои што представуваат управен одбор, да се заврши работата навремено, прецизно, сите странки да бидат задоволни, да ја координираат работата помеѓу останатите вработени во банката, се да тече како што треба. Благодарам ти. Може ли денес да запознаме некој од нив, на пример да се запознаеме со некој од вашите директори? Па може. Може да ве носам сега да запознаеме еден од директорите. Ајде, ако не, ова е прекрасна идеја, тогаш ние ќе направиме една кратка пауза, драги гледачи, а веднаш по паузата се гледаме во канцеларијата на директорите овдека во ТТК банка. Пауза. Како што најавивме претходно, драги гледачи, денеска супер звездите се специјални, ексклузивни гости овдека во ТТК банка. Веднаш до мене се наоѓа директорот на секторот за работа со население, а тој е господинот Дарко Видовски. Здраво живо, господине Дарко, и добро ни дојдовте во Супер звезда. Добро ве најдов, добро ни дојдовте и вие нас овдека во ТТК банка и баш сме среќни и радосни што може да поделиме 60 добри минути овдека и да ги расчистиме сите работи кои што не беа јасни за нашите најмлади посетители во банката. Така, ви благодариме и што вие не примивте топло и срдечно. Сакам сега во овој момент да дадеме еден огромен и громогласен аплауз за ТТК банка, бидејќи сметам дека тоа и го заслужи ТТК банка. Со оглед на тоа како сме примени, овдека се чувствуваме топло, исто како и дома. Кажете ми, друг пат сте имале ли посета вака од дечиња? Па до сега, јас колку што можам да се сетам последниве 2 години, вие сте ни први посетители и искрено се радувам што еве вака канцелариите, просториите ни ги освеживте со многу млади посетители, односно се надевам и клиенти на ТТК банка. Да, до сега дечињата значи беа дел од вашата програма на детското штедење и најчесто таму може да ги сретнеме, а овој пат денеска со Супер звезда ќе имаме и можност за прв пат да ја промовираме вашата работа и нашите гледачи да можат да видат што вие работите и како поминува и каде поминува еден ваш работен ден. Сега ние имаме некои прашања кои што ги подготвивме за вас. Ајде да дечки, кој има прашање за Батко Дарко овде кој што сака да го постави? Оваа кукла на пример овдека. Злато, како е твоето име? Здраво, јас сум Искра, сакам да прашам што е работата на директора. Колку прекрасно прашање, Искра. Дарко, што е вашата работа? Па пред секој работен ден на еден директор започнува во просториите на самата банка, каде што на почетокот се состануваме сите заедно со останатите директори и се договараме и планираме што ќе работиме во наредниот период. Секако има дневни обврски секој директор и се има месечни и годишни планови што треба да се изработат.
Со еден збор кажано, работата на директорот, односно на сите директори во една банка, е нешто да се испланира, потоа да се исконтролира дали тоа што е испланирано е остварено, а ако е остварено или не е остварено, да се преземат одредени мерки за тоа што е испланирано, да го завршиме, да го направиме. Одлично. Кажете ми, Дарко, лесно или тешко е да се биде директор? Работата како директор, односно раководител на одреден сектор, на одреден дел или на банка, секако со себе се повлекува одредени права, но и обврски, значи поволности и обврски. Тешко е, не е тешко, тоа зависи тоа како ќе се направите, како ќе се организирате работата. Во секој случај, резултатите на крај што ги постигнете на крајот на годината е она чувство кога вие сте задоволен и викате дека што и да сте поминали дестини, имале проблеми, на крајот секој сте задоволни и не ви е тешка воопшто работата. Одлично. Има ли некој кој што сака да му постави сега следно прашање на Батко Дарко? Ајде да ве видам. Оваа девојка овде, повели Злато, кое е твоето прашање? Здраво, јас сум Каја, сакам да прашам зошто Батко Дарко се одлучил да работи оваа работа. Значи, во принцип, сите тие што имаат пари, не треба да ги чуваат парите дома, треба да ги чуваат во банки, односно во банката, во сефот, каде што е најсигурно место за чување на парите. Зашто дома може некој да дојде и да ги земе тие пари. После тоа сме без пари. А во однос на другата работа, значи оние луѓе кои што сакаат да си купат дома телевизор, сакаат кола, стан и така натаму, куќа, а им фалат уште малку пари, што правиме? Им помагаме на тие луѓе да си го реализираат својот сон, односно да си купат тоа што им треба во овој момент. Искрено, тоа е и банкарството. Да ги ставиме на едно место тие што имаат пари, тие што им се потребни пари и да го реализираме нивниот сон. Благодарам на прекрасниот одговор. Сакам јас да ви поставам едно прашање кое се надам дека ќе ги интересира пред се родителите на овие дечиња. Значи, велат дека живееме моментално во време на светска криза, кога многу од големите светски банки доживуваат тешки периоди. Има ли криза во ТТК банка? Апсолутно можам да кажам дека во ТТК банка нема никаква криза во овој момент, а се надевам дека и во наредниот период, бидејќи ТТК банка пред се сигурна банка која што своите средства, парите на луѓето што ги штедат овдека во банката, се чуваат на многу сигурни места, вклучувајќи ја и нашата Народна банка на Република Македонија. Кој ги гарантира штедните влогови на граѓаните и слично? Апсолутно, штедните влогови се гарантирани и од самата банка и од Народна банка на Република Македонија. Благодарам за одговорот. Ајде, дечки, сега еден громогласен аплауз за ТТК банка. Еве, видовме, значи, на какво место сме дојдени. ТТК банка, место каде што не важи светската криза. Одиме понатаму да видиме сега кој ќе го постави следното прашање. Здраво, јас сум Бојана Брангјолица. Како вие знаете што сакаат вашите корисници? Прекрасно прашање, фала ти, Бојанче. Дарко, како откривате вие што сакаат вашите корисници, на кој начин? Комуникацијата со клиентите е многу различна. Наједноставно и она што најмногу сите го користат, едноставното доаѓање во експозитурата, во филијалата и заедно со вработениот во банката си разговараат, односно кажуваат што е тоа што им треба. Друг начин на комуникација со клиентите секако е и можноста по интернет, преку интернет, значи на официјалната веб страна на ТТК банка може да се постави прашање, за одредено време ќе добиете одговор. Исто така, некој ако се срами да праша нешто во банката, имаме специјални кутии, каде што секој може да си напише на ливче што го интересира и да стави внатре во кутијата и на тој начин ние да знаеме што они сакаат, што предлагаат или што е тоа што им се допаѓа или не им се допаѓа. Значи, невозможно е да постои една банка доколку ја нема таа комуникација со корисници. Апсолутно, комуникацијата е основата за постоењето на банката, на фирмата, на било каков бизнис, на било каква работа. Ако ние не комуницираме, денеска нема ни емисија да снимаме тука. Така. А доколку некој има некаква потреба, например, која што не била во план или во програма на банката, дали вие и на таквите можете да им излезете во пресред, доколку сметате дека тие барања се основани? Да, значи постои во банката одреден тим кој што се грижи за развој на нови производи, нови услуги кои што ние во принцип може да ги понудиме на нашите корисници, нови сегашни корисници. Тој тим е заложен, значи да направи едно испитување што е тоа на пазарот, значи на банкарскиот пазар, потоа со одредени предлози да дојде на маса, да свика состанок, да седнеме сите директори и одреден број на други вработени, да разгледаме што е тоа што се бара, што е тоа што ние може да понудиме, да видиме дали тоа што барате во согласност со законот и прописите кои што се во Република Македонија и после тоа да речеме од утре ние продаваме ова и ова или од утре ние правиме нова специјална програма за деца.
Браво. Ете, значи, како се носат одлуките во една банка, поготово овдека во ТТК банка. Значи, слушнавте сега тоа, драги гледачи, да видиме, ние имаме уште прашања. Оваа згодна девојка што се вика Марија има сега прашање. Злато, кое беше твоето прашање, повели? Браво, јас сум Марија, сакам да прашам што најмногу сакаат вашите корисници. Одлично прашање. Значи, вашите корисници што најмногу сакаат? Кои се они услуги кои што најмногу ги бараат од вас? Услугите и производите што ги бараат клиентите се многу бројни. Меѓутоа, можам да издвојам дека последнава година топ производ или топ услуга што се бара и што корисниците нас тоа прашуваат, тоа е се депозитите и штедењето. Односно, се повеќе станува атрактивно штедењето во банките со цел покрај тие пари што ги имате да си заработите уште повеќе пари од каматата која што ќе ви ја даде банката. Поради тоа, ние исто така, прошлата година, во текот на 2008 година, направивме, односно промовиравме 2-3 нови производи за штедење, меѓу кои, овдека за нашите гости денеска, многу интересно е детското штедење. Еден од производите, значи, е детското штедење, кој што подоцна со колешката Златица ќе се симнеме доле во филијалата експозитурата и ќе објасниме све што е поврзано со тоа детско штедење. Може ли сега да појдеме и да видиме како изгледа една експозитура? Може да појдеме, ќе одиме тука во најблиската експозитура за да не фаќаме автобус, да не губиме време. Идеме во најблиската експозитура во Капиштец, односно во трговскиот центар Беверли Хилс. Драги гледачи, одиме ние, а доаѓате и вие со нас, тргнуваме, значи супер завидите од овдека, од местото кое што се вика в Централа, одиме директно во филијалата на ТТК банка. Тргнуваме, дечки? 3-4, отидовме. Како што претходно кажавме, еве, сега дојдовме во експозитурата на ТТК банка, до мене се наоѓа директорот Дарко, значи ова е експозитура. Да, ако пред тоа бевме во централата на банката, каде што рековме дека таму работат луѓето за поддршка на филијалите и експозитурите, сега се минјаме во експозитурата која што ни рековме дека е најблиско овдека. Во експозитурите се работи со правните лица и со физичките лица, односно со граѓани и со фирми, едноставно кажано. Тука секој што доаѓа треба да е максимално добро услужен. Потврдата дека добро работиме и постоењето на банката повеќе од 50 години. Значи овдека е оној прв печаток што се остава, значи нема шанса за втор печаток и затоа мора да бидеме подготвени топ. Апсолутно. Тоа е и целта и задачата на сите овдека што работиме во банката. Благодарам. Ајде сега, дечки, вие дали имате прашања да видам? Има, да. Кој ќе го постави првото прашање? Ајде, оваа девојка овде. Мила, повели, Злато, кое е твоето прашање? Здраво, јас сум Мила, сакам да прашам што се прави овде. Колку прекрасно прашање, фала Мила. Дали може, Дарко, да ни кажете што се прави, значи, поточно? Овдека, рековме, ги услужуваме сите клиенти што доаѓаат во банката. Наједноставно кажано, тука може да дојде да се уплатат пари, тука може да се дојде да се подигнат пари, тука може да се дојде да се консултираат клиентите со нас за одредена работа. Значи, комплетна банкарска услуга, све што е потребно се завршува во една експозитура. Овдека може, освен примањето и плаќањето и праќањето на пари, тука може да речеме да платите за градинки и за школа, секој што треба да плати месечно. Така, може ли да платиме, например, некоја сметка за струја? Може струја, вода, пар на телефон, све што имаме за плаќање во текот на еден месец може тука да се плати без никаков проблем. Така да бидеме, значи, и културно, да бидеме многу љубезно услужени и да не чекаме големи гужви, да не чекаме големи редови. Да. Може све да се заврши на едно место со едно доаѓање, значи овдека си доаѓате со сметките и ја завршувате целата работа, дури може да ве почестати на кафе. Така ви благодарам, Дарко, сега знаеме каде треба да дојдеме, значи секогаш кога ќе ни затреба банка, тука е ТТК банка, така ли е? Апсолутно. Фала ви. Следно прашање ќе постави која женска да видам? Оваа девојка овде. Повели, Злато, кое беше твоето прашање? Таво, јас се викам Даниција, сакам да прашам како се бројат парите. Даниција, бе, многу убаво прашање тоа прашање и мене ме интересираат вакви прашања. Златка, може ли вие да ни кажете како се бројат парите? Значи, кога ќе донесат поголема количина на пари, се бројат со специјална машина, за да не дојде до некоја грешка се избројат повеќе или помалку. Истото, значи, го користиме и при исплата на пари, за да не дојде до грешка да се исплата повеќе или можеби помалку пари, се користат тие специјални, значи, машинчиња кои што ги бројат парите една по една и на крај кажуваат колку количина има изброен. Точно ли бројат пари?
точно бројот, да. Машините не грешат? Не грешат, бидејќи се сервисираат редовно. Значи да бидат направени и средени топ, се да биде како што треба. Да. Има ли луѓе кои што доаѓаат со многу пари, на пример, вака во банка? Па, да, има. Значи, Доаѓаат со торба, со куфер, како на филм што гледаме. со тркалца. Значи, да, може да дојдат, меѓутоа тие веќе количини се бројат на посебни места, значи зацкриени од останатите секојдневни, значи корисници дека што поменуваат, пошто сепак треба да се заштити приватноста на сите оние што влегуваат нели во банката за уплата или за исплата без разлика. Јас го чекам тој ден да дојдам вака со празен, а да си одидам со полн куфер од некоја банка, да? Супер, ај сега да видиме. Следно прашање ќе постави оваа девојка овде. Повели Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум искрена, сакам да прашам дали ги проверувате парите, дали се вистински или лажни? Стварно во прашање. Значи, ние сме слушнале дека има и вистински, дека има и лажни пари. Се проверуваат ли тие работи кај вас? Сите пари значи се проверуваат на специјално светло, кое што кажува дали се парите вистински или се лажни пари. Значи лажните пари не се примаат никако. Треба да се внимава дека сите пари си имаат на себе специјални ознаки, жигови, секоја пара има различни ознаки за да може да се разпознаваат и да видиме дека се тие вистински пари. Така, дали и ТТК банка работи само со денари, значи нашите пари на Република Македонија, или работи и со други пари, на пример евра, долари, фунти, куветски динари, не знам што све нема на светот. Нашата банка е банка со големо властување и работи со сите видови на валути, и со денарите и со сите останати видови на девизи. Бидејќи, значи, има можност да се плаќа во странство, сепак тоа значи ни дава овластување да работиме и со девизи и со денари. Ме интересира сега доколку јас, на пример, сакам да продадам евра, можам да ги продадам кај вас? Да, може, доаѓате, ви треба лична карта да се идентификувате кај нашите колеги и они за една паричка од евра што ќе донесете, ние ќе ви дадеме многу парички од денари. А за многу парички од денари давате ли евра после? Даваме, како не. Значи и обратно може? И обратно може, да. Значи само ви е потребна лична карта за идентификација. Што си сакаме можеме да си продадеме, што си сакаме можеме да купиме. Во ТТК банка што сакате може да направите и да добиете. Се е можно, драги гледачи, да гледате, и тоа не било каде, туку токму овде на ова едно единствено место, а тоа е ТТК банка. Сега ме интересира, на кој се начин може да се подигнат парите од кај вас, оние кои што штедат и кои што имаат пари на своите штедни книжки или картици, како може да ги подигнат се пари? Сите оние кои што имаат отворена сметка во нашата банка, преку нивната сметка можат тука да ги подигнат на благајна кај нашите колеги со идентификација дека се сопственици на таа сметка или да имаат платежни картички од нашата банка, па парите да можат да ги извадат преку банкомати каде што има нашата ознака, значи од логото на ТТК банка. Значи не мора да се чека на шалтер, може и на банкомат да се појде? Не мора да чекате на шалтер, ред доколку некој за нешто друго чека, слободно може до банкоматот каде што го има нашиот знак да отидете да ги подигнете парите. Колку време трае една трансакција на банкомат? Се чека ли таа 5, 10, 15 минути, пола сат, ги носи ли некој парите до банкоматот за тој да не ги даде или тој ги чува во себе? Каде се парите? Одма може, значи за помалку од 60 секунди да се извадите парите. Ајде да видим, има ли таков банкомат што дава пари овде кај вас во ТТК банка? Да, ние тука имаме еден банкомат кој што може сега да го видиме и практично да видиме како може да се подигнат парите. Јас и супер дечките, сите сме расположени да видиме значи како функционира еден банкомат. Дечки, сте виделе ли до сега банкомат како дава пари? Сакате ли да одиме да земеме вака да видиме од банкоматот дали ќе ни даде пари на нас или нема да ни даде? Да пробаме? Да. Одиме, драги гледачи, значи ќе направиме тука кратка пауза, а веднаш потоа се гледаме на банкоматот на ТТК банка. Одиме таму. Супер звездите во оваа емисија се специјални и ексклузивни гости на ТТК банка. Се наоѓаме моментално во трговскиот центар Беверли Хилс. Овдека во трговскиот центар го најдовме овој прекрасен, убав и многу личен банкомат на ТТК банка. Дечиња, сте видели ли до сега банкомат? Да. Ева, знаете ли зошто служи? Да, зошто е банкоматот? За? Што дава банкоматот? Пари. Значи дава? Што дава? Пари. Дава пари. Точно ли е дека овој банкомат дава пари? Да, точно е дека овој банкомат дава пари.
кој сака може да дојде да си ја стави својата картичка. Кој е принципот и начинот како дава пари? Треба да му се допаднеме на банкоматот или има нешто друго? Па не, значи процедурата е ја ставате картичката, изберете јазик на кој што сакате да комуницирате со банкоматот, го ставате вашиот пин, тоа е тајната шифра, пасвордот кој што треба само вие да си го гледате и да си го чувате и да го знаете. И штом го внесеме пасвордот? Го внесувате пасвордот, потоа ставате одредена сума која што сакате да ја извадите од вашите картички, ги повлекувате парите, банкоматот кој што ќе ги извади и на крај не заборавате да си ја земете картичката која ќе завршите работа. Може ли да видиме како тоа изгледа, вака да провериме на лице место, да видиме значи прво какви све картички постојат, може да ја кажеме, значи кои се картички може да се стават во еден банкомат? Значи ТТК банка има неколку видови на картички, тоа се Т-дебит, Т-смайл, Т-лайф и Т-бизнес. Исто така и ТТК Diners. И од март 2009 влиза меѓународна картичка на ТТК. Еве, например, да гледачи, ова е зелена картичка. Каква е ова? Таа е дебитна картичка. Што значи дебитна? Колку пари ќе си ставите на сметка, толку пари може и да си потрошите од неа. Инаку плавата картичка, за што таа користи? Значи плавата картичка е кредитна, таа е Т-лайф и на нејзе имате одреден дозволен лимит што банката ви го овозможува за да може да си подигате пари со картичката или да плаќате на одредени места каде што го има нашиот знак, односно нашето лого. Значи може да трошиме и повеќе од она што реално имаме, а ќе вратиме подоцна? Ќе вратите подоцна само одреден ден. Па ајде тогаш, драги гледачи, да видиме дали воопшто функционираат овие картички на ТТК банка и дали воопшто може да дојдеме до кеш, така? Ајде да видиме. Аплауз за банкоматов што ги погоди, значи во милиметар париве, браво, бре, не можам да верувам. Сега оваа женска овде има едно интересно прашање. Злато, кое беше твоето прашање? Со Марија сакам да прашам дали во ТТК банка има детски картички. Какво прашање, браво, скукле. Дали имате детски картички од ТТК банка? Да, ние имаме детско штедење и покрај детското штедење даваме детски картички, значи на сите оние деца кои што ќе дојдат да отворат сметка тука кај нас. Сега може да појдеме до нашата експозитура и да ги видиме како изгледаат детските картички, детските книжки. И да видиме како тие може да се користат понатаму. Да. Влегуваме да видиме, значи, се што се однесува врска со детските картички и детското штедење оде во ТТК банка. Одиме ние, а вие, драги гледачи, доаѓате по нас. Тргнува. Повторно се уваме до експозитурата на ТТК банка, повторно е Златица до мене, а суперзвичките имаат прашања. Кој сакаше сега да ја праша, да Златка нешто? Повели, кукло, кое беше твоето прашање? Здраво, јас сум Нена, сакам да прашам дали може и ние да добиеме кредитни карти. Шубо прашање. Дали може и дечињата да добијат кредитни картички како ние кои што ги покажавме надвор? Дечињата не можат баш исти картички да добијат како тие надвор, се додека не наполнат 18 години, но специјално единствено со ТТК банка за најмладите имаме производ детско штедење со кое што добиваат детски картички. Значи детското штедење им нуди детски картички, тоа е тој новиот производ кој што го кажавме и кој што го рекламираме. Да. Исти ли се оние како оние од рекламата? Па, исти се. Да. Исти се така. Идентични како од рекламата. Браво. Следното прашање ќе постави кој? Оваа девојка овде што се вика Клементина и сега ќе ја штипнам за образ. Дали си добра, Златото? Да. Кој е твоето прашање, Кукле? Здраво, јас сум Клементина Трајковска, сакам да прашам зашто служат детските картички од ТТК банка. Фала Клементина, убаво прашање. Што можеме, значи, ние да правиме со детските картички? Значи, детските картички, пошто не се исти како оние кредитни картички на возрастните, им нудат одредени поволности на одредени места со кои што ТТК банка има склучено партнерство.
Тоа се Енци-Менци, продавница за детска опрема, Чико, исто така продавница за детска опрема, Нетфон, Revolution за компјутери и компјутерска опрема, фризерско студио Юник, Елан детска книжарница и детскиот музеј. Значи секаде на овие места каде што сега ги наброивме, веќината може да додат и да добијат попуст. Да, да добијат одреден попуст и одредени поволности со тоа што ја имаат нашата картичка. А со таа картичка, значи кажавме дека веќината не може да додат сами на банкомат и да подигаат пари. Не, значи не може да подигаат пари со таа картичка на банкоматите, меѓутоа имаат детски штедни книжки на кои што може да ги чуваат нивните пари во нашата банка, кои што се поврзани со картичките со кои што ги ние даваме. Кој располага, значи, кој работи со средствата на детските книжки? Родителите на децата, значи, доаѓаат тука кај нас на шелтерот и можат да им отворат детска книжка на која што ќе ги штедат парите се додека не пораснат. Има ли многу дечиња кои штедат кај вас? Па да, има. Имаме доста дечиња кои што веќе имаат и детски книжки и детски картички. Значи проектот веќе функционира? Веќе функционира, да, и сме задоволни и сме среќни што кај нас можат и најмладите да добијат картички. Ајде, драги гледачи, значи да не чекаме сите оние дечиња кои сакаат да имаат нешто повеќе кога ќе пораснат, веднаш нека се спакуваат и нека дојдат овдека во ТТК банка, бидејќи како што видовме детското штедење функционира. А сега следното прашање што ќе ја прашам Златка е што ќе добиеме ние со тоа што ќе штедиме уште од мали? Треба особено да се штеди за децата, заради тоа што кога ќе пораснат може да ги користат парите за разни намени, значи да се школуваат, да си купат она што сакаат, да патуваат на разни места каде што не биле. Значи да ги остваруваат оние желби кои што ги имаат од деца, а ќе ги остварат кога ќе пораснат, само заради тоа што нивните родители штеделе со детското штедење на ТТК банка. И сега доколку јас сакам, значи на некој наш пријател за неговото дете за роден ден да однесам подарок, можам ли на пример да му уплатам известна сума на неговата штедна книжка? Значи со детското штедење оние роднини и пријатели кои што сакаат на децата да им уплатат за подарок, може да го направат преку ваучерот во нашата банка, во кој што доаѓаат и ја кажуваат, значи го кажуваат името и презимето на детето и кажуваат колку сакаат да му уплатат, го уплаќаат, ние го назначуваме тоа на ваучерот што се однесува на детското штедење, го подаруваме ваучерот и слободно може за подарок да му се даде на детето. За петки, за роден дени, за нова година. За било кој празник, така, едноставно ми може ми сакаме да израдуваме некого и да направиме хумано и добро дело. Браво, гледате ТТК банка, значи каков производ има. Громогласен аплауз за детското штедење на ТТК банка. Ајде дечиња, тука да ве слушам сите. Сега силно, браво. Еве ги ваучерите, значи за детско штедење на ТТК банка. Ова се тие ваучери на кои што може известна сума да се уплати на детската книжка. На дечињата тешко ли е да се извади, значи, детска книжка? Не, воопшто не е тешко, само треба родителите да дојдат тука кај нас, значи кај колегите на шалтер. И колку време е потребно? За па една минутка. За една минутка. Каде се книжките да ги видим? Еве вака изгледаат детските книжки. Еве да видат нашите гледачи, ова е, значи, драги гледачи, една детска книжка на ТТК банка. Гледате колку изгледа прекрасно, колку убаво. А еве ги картичките, а ова се детските картички. Еве, драги гледачи, значи и детска книжка и детска картичка, има и машка и женска верзија, да? Така исто како и ваучерите, значи имаме машки ваучер со топки и ваучер за девојчиња со пеперутки. Со пеперутки, леле, колку прекрасно, супер. И тоа може да се заврши за една минутка кај нас, доаѓаат родителите, имаат само извод од детето на кој што треба да му се извади книжката. И за една минутка добиваат и книжка и детска картичка, меѓутоа сите оние родители кои што ќе извадат детска книжка од детското штедење добиваат и T-Smile кредитна картичка за нив. Значи тато и мама ќе се ќарат. Тој мама, да. Сега имам овде една женска што има едно прашање. Повели, Злато, кој е твоето прашање? Моето прашање е, сакам да прашам зашто служат детските книжки. Така, зошто служат детските книжки? На детските книжки, како што кажавме, кои ќе се отворат, може да се уплаќаат, значи пари кои што ќе се штедат се додека не пораснат. Дали тоа ќе биде од мама и тато при првата уплата или можеби ќе биде преку ваучерот некои нивни роднини, пријатели,
Значи да кажеме дека детските книжки, иако изгледаат вака, тоа е таа една малечка, прекрасна и симпатична работа која еден ден ќе ни го разубави животот. А позади сето ова и позади цела оваа идеја стои ТТК банка, така е. Точно така. Голем аплауз за ТТК банка уште еднашка. Ете така, видовте значи на какво место дојавме, видовте што се имаше да кажеме денес. Сега дечки, научивме ли дека треба да штедиме? Да. И научивме ли дека штедењето е убава работа? Да. Каде ќе штедиме од сега? Во? ТТК банка. Во која банка? ТТК. Како што вели рекламата, една по една парички си редам, ТТК банка, ете каде штедам. Голем аплауз за ТТК банка. И благодарам многу Златица што не примивте топло, срдечно и ни покажавте работи кои сме немале шанса сега да ги видиме, чуеме и дознаеме на друго место. И благодарам и на вас што бевте толку прекрасни гости и ве повикуваме и друг пат да ни дојдете. Фала ви многу и да знаете дека ќе дојдеме. Првото наше доаѓање што ќе биде овдека на шалтер, да си ги земеме нашите детски книжки, а второто ќе се видиме кај коматот надвор, договорено? Договорено. Фала ви многу. Ви благодарам и на вас, драги гледачи, што бевте дел од оваа емисија. Ве поздравувам и ви посакувам се најдобро. Пријатно чао и до гледање од мене, чао и од супер звездичките. А пред да се збогуваме, ТТК банка има едно големо изненадување за супер звездичките, а тоа е кое? Колешката Марија на секое детенце ќе му додели по една детска картичка и по едно пакетче. Ви благодариме многу, фала ви многу, бакнежи да нашите гледачи, бакнежи за нашите мајки и татковци, бакнежи за сите идни штедачи овдека во ТТК банка, а со нашите гледачи се гледаме кога? За 7 дена од сега, следната сабота во 10 часот наутро на Канал 5 телевизија. А сега еден по еден одиме да ги покажеме нашите детски штедни картички. Најубавото нешто што можевме да го добиеме од ТТК банка. Фала ви, чао, пријатно и до гледање. Се гледаме. Поздрав. Чао.